студиото со вас, Александар Спасовски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Превозниците од регионот денеска се собраа во Скопје за да порачаат дека ќе ги блокираат сите гранични премини доколку до септември не се најде решение за проблемот кој го имаат со престојот во Европската Унија. По воведувањето на новиот систем, тие брзо надминуваат 90 дена во 6 месеци и потоа имаат проблем на граничните премини. Мартин Арсов беше на нивниот собир денеска. Радикални протести од септември ако Европската Унија не го реши проблемот на камионџиите со престојот во Шенген. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора на состанок во Скопје денеска ги усогласија следните чекори. Вела дека не сакаат протести, но доколку Унијата не понуди решение, ќе бидат принудени да блокираат. Бараат средба со Европската комисија и преодно решение за проблемот со правилото 90-180. За да не се случи вие како потрошувачи, како граѓани, да доживеете да нема продукти во нашите продавници, ние да речеме вака, најпак ќе се жртвуваме и ќе застанеме на граничните премини или околу амбасадите на Европската Унија или на други делови каде што имаме странски инвеститори, за да покажеме дека сепак сме тука и дека треба да водат сметка, затоа што една држава, ако си нема свој собствен транспорт, веќе не можеме да зборуваме за раст и развој на економијата. Клучното барање е времето да се пресметува според реалниот престој, во часови, минути и секунди. Наместо секој влез и излез, да се смета како цел ден. Според превозниците, поради честото преминување на границите, возачите реално поминуваат значително помалку од дозволените 90 дена, иако системот покажува подолг престој. Замислите да вам неко брои за 5 минута цели дан или за 10 минута вам брои цели дан, kad bi to Evropska komisija bar imala razumijevanja prema tome, mi bih već ostvarili nekakve pomake u svemu tome. Vozači kreću, znaju da nemaju potrošeno vreme, kad dođu tamo jedan mu kaže jedno, drugi drugo, jedan ga pusti, druga ga ne pusti, trguju kao na pijaci, mogu da ti pustim još 3 dana, mogu još 5 dana, a suštinski vozač zna da nije u prekršaju, ali nađe se situacija, ako neće da trguje, mora da se vrati. Ukoliko dođe do protesta, prethodne proteste smo prekinuli uz obećanja. Ovaj put, ukoliko budemo satjerani u zid i izađemo na granice, nećemo se povući do konkretnog rešenja, odnosno do implementacije rešenja. Znači, nećemo dozvoliti da opet budemo izigrani. Sada se osjećamo kao izigrani, jer već 7 mjeseci ništa nam nije riješeno. До конечно решение, велат ќе настојуваат на диалог со европските институции, но немаат намера да се откажат од барањата. Кон крајот на јануари годинава, камионџиите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора 4 дена ги блокираа товарните терминали на границите. Протестот заврши откако Европската Унија презентираше нова визна стратегија, со која се остави простор да бидат изземени од електронскиот систем за влез и излез од Шенген. Мартин Арсов, Сител телевизија. За среќа летово граничните премини ги блокираат само туристи кои со часови чекаат меѓу рампите за да стигнат до својата летна дестинација. Но статистиката вели дека оваа година имаме за околу половина процент помалку туристи од истиот период лани. Кога тоа доаѓа во време на 40% раст на бројот на пристигнувања на аеродромите, вработените во туристичкиот сектор ја потсетуваат државата дека е време да удри по сивата економија. Наташа Мерсовска. Намален бројот на туристи во првата половина од годината. Статистиката објави дека лицата кои посетиле земјава е помал за половина процент во споредба со лани. Најчести гости биле од соседството – Турција, Србија, Бугарија, но и од Германија. Бројките се очекувани, велат експертите од туристичкиот сектор. За жал, во првата половина од годината имавме проблем со тоа што ги загубивме скоро во најголем дел азиските туристи, заради тоа што се случуваше војната и голем дел тие ги користат авиокомпаниите кои што се од заливот. Понатака
индиректно пак имаше влијание заради стандардот на луѓето. Во Европа, мислам сами сме сведоци, заради цените што на горивата се покачи сериозно инфлацијата и тоа имаше индиректен, да го наречам, импакт на тоа што се случува. Ако војната потрае, а инфлацијата не се стабилизира, не се оптимисти дека ќе има подобри бројки втората половина од годината. Проблемот не треба да се бара само во надворешните фактори, туку и дома. Нелојалната конкуренција во овој сектор и неажурноста на институциите да се справат со неа. Не е реално вие да имате покачување на пристигнувањата на аеродромите од 40%, а да имате пат на бројот на туристи. Така да се надевам ќе изнајдеме решение со кое што ќе се намали сивата економија. Можности за развој на туризмот има многу, вели Сулев. Недостасува поголема промоција на земјава, но и стратегија за развој, на која веќе се работи, како и поголема соработка на надлежните институции со приватниот сектор. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Понешто повеќе од еден месец гостиварци најверојатно утре ќе добијат зелено светло да ја користат водата од градскиот водовод. За тоа да се случи, потребно и утрешното тестирање да покаже дека водата може да се користи, што би значил крај на голготата со која се соочи еден од најголемите градови во земјава, откако градскиот водовод беше загаден, за што се уште се води истрага. Тамара Дичовска е новата тема. Утре ќе се знае дали водата во Гостивар е безбедна за пиење. Во двете последователни анализи од водата нема бактерии, само поголемо присуство на хлор. А последниот резултат, кој се чека утре, треба да покаже дали гостиварци, поречиси еден месец, ќе добијат питка вода. Водата е добра, квалитетно добра, веќе неколку денови, но одлучија да го намалат, му наредија на ЈП Комуналец да намали количината на разредениот хлор во водата, за да испитуваат во намалени количини на хлор како ќе излезат резултатите. Дури Гостивар чека питка вода, епидемијата и денеска е цел на партиски обвинувања. Локалниот кризен штаб ја продолжува забраната. Се дели вода на 5 точки. Селата и делови од градот се уште на техничка вода за пиење. Граѓаните веќе јасно разбираат зборот на Мицковски и на организираната криминална група ВМРО ништо не вреди. Филипче и Рената Младеновска треба да кажат веднаш зошто со години молчеле за загадената вода во Гостивар. Токму оние кои со години имаа политичка и институционална моќ, денес најгласно се обидуваат да префрват одговорноста на други. Наместо денес да морализираат, треба да одговорат зошто не постапиле под добиените над 400 извештаи кои укажувале на загадена вода во Гостиварско. Гостиварци мора да дознаат зошто биле труени со години. Во Гостивар забраната за пиење на водата е од 17 јули. Во моментов смее да се користи само како техничка, но граѓаните велат дека и за тоа им е страв да ја употребуваат. Над 5000 граѓани побара лекарска помош поради симптоми на труење од гостиварската вода, која беше загадена со фекални бактерии. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Лидерот на ДУИ тврди дека бил главниот мотив за одлуката на Артан Груби да се врати во Македонија и да се соочи со законот. Ахмети вели дека е убеден дека Груби е невин и дека тоа ќе го докаже пред судот. Во интервју за Косовска телевизија тој побара предвремени избори. Али Ахмети го вратил Груби од бегство. Во интервју за Косовска телевизија, лидерот на ДУИ изјави дека тој побарал од Артан Груби да се врати во Македонија и да се соочи со одговорност, доколку, како што вели, ја злоупотребил неговата доверба. Трочи kam thonë, nëse ke keq përdor besimin tim, përgjigjesh. Ai është betuar që do punoj me dashmëri. Vetë me fjalë më ka thonë. Unë kam punuar me dashmëri. Mendoj që gjërat shkojnë mirë. E para është që duhet të dalë nga burgu shtëpi. Nuk ka burg shtëpia thuhet se dhe pas shohim si procesi do vazhdoj. Од владеачката вреди, која претходно Груби го нарече црната кутија на ДУИ, денеска порачуваат дека правосудниот систем мора да работи независно и без политички притисоци. Тоа треба да им го оставиме на надлежните органи. Правосудниот систем треба да ја сработи работата без политички притисоци. Ако има нешто за што може да се обвини, нека се прави тоа. Ако нема докази за тоа што реално е обвинет, ние не сме за
никој да трпи последици, неправедни последици. Значи, мислам дека власта не треба да се меша во работењето на правосудниот систем. За средување на состојбите, Ахмети во интервјуто повика на предвремени избори, но од владеачката партија порачаа дуи да не излегува со такви изјави, бидејќи како што велат, кога и да се случат избори, победник ќе биде вреди. Инаку за 10 дена истекува максималниот законски рок од 6 месеци за домашниот притвор на Груби во тек на истражната постапка, доколку обвинителството до крајот на идната недела не поднесе обвинение со барање за продолжување на мерката, кривичниот суд мора да му го укине домашниот притвор на Груби. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Околу 4000 деца кои годинава треба да почнат со настава во прво оделение се уште не се запишани, но бројката не е конечна бидејќи дел од родителите традиционално ги запишуваат децата кон крајот на август и во текот на септември, истакна министерката за образование Весна Јаневска. Но проблемот со намалениот наталитет останува и секоја година запишуваме се помалку првачиња. Со министерката за образование во тема на денот разговараш Иван Кузмановски. Статистички веќе се објавени бројките на загуба на новородени, да речеме 19-та, 20-та, 21-та. Ова се генерација 20-та, генерација која се запишува и тргнува сега во прво оделение, се генерацијата од 2020 година. Бројките на наталитетот опаѓаат секоја година, за жал, но има и еден друг феномен кој ние не треба да го криеме и со кој се бориме. Дел од учениците и воопшто не се запишуваат во прво оделение. Тоа е проблем со кој ние се бориме со медијатори, со работа на терен и тоа е она што се пролонгира до крајот на септември, да речеме. Не би можела да кажам колку тоа се должи на иселувањето или друг вид на загуби од и такво нешто е можно. Кој е тој друг вид? Сега може ли да бидеме малку појасни, затоа што и ова е загрижувачки ако не сакаат да се запишат на училиште? Дел од учениците се користат како работна сила во земјоделието и тоа е повремено. Некогаш се присутни во училиштата, некогаш не се присутни во училиштата, но во последниве неколку години таа бројка е драстично намалена и ќе повторам. Тоа генерално го правиме преку медијатори, имаме над 50 на околу 50 на ромски медијатори кои прилично успешно си ја вршат работата и добро е што таа бројка се намалува. Македонското знаме одбележува 34 години од денот кога заедно со химната беше усвоено од собранието. За разлика од химната која остане иста, знамето еднаш веќе го менувавме. Мирјана Давидовска. На 11 август пред 34 години тогашниот состав на Собранието на Независна Република Македонија ги усвои државните символи, знамето и химната. Со закон беше утврден символот на државното знаме со црвена основа на која во средината беше насликано 16 кракото златно жолто сонце од кутилеш. Знамето беше едно од најпрепознатливите символи на независноста во следните неколку години и се до 1995-та по одлуката да се измени и воведе знамето со 8 краци кои ќе се протегаат до рабовите. Освен една, да речеме, група, како да ги наречеме тврдокорни, кои што никако не го прифаќаат денешното државно знаме и го нарекуваат со погордни имиња, тоа е дел од нашите символи, нашите државни символи. Државните символи ги пропишува државата. Ние можеме да имаме своји размислувања за нивната употреба, за нивната естетика, но сепак треба да имаме една почит кон тие символи и она што тие го представуваат. Текстот на Денес над Македонија од Владо Малевски и музиката на Тодор Скаловски како химна биле веќе во употреба, по референдумот за осамостојувањето на Македонија со закон била само потврдена со гласање во собранието. Ова донесување на химната беше чисто озаконување на она што веќе постоеше, така да тука нема некоја поголема промена. Истата химна е и до ден денеска и до сега е прифатена како символ, никој не ја спори химната, освен дел можеби од
албанските деловите од албанската заедница, кои што во време на време доаѓа со изјави дека не чувствува како своја. Државните символи беа усвоени по референдумот за независност од 8 септември 1991 година и донесувањето на Уставот во ноември истата година. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Дојдовме до крајот на овие вести.